добар ден, почитувани представници на медиумите. Како што знаете, на редовна основа ги презентираме макроекономските проекции со цел информирање на јавноста за нашите видувања, за последните движења во нашата економија, во глобалната економија и согласно со тоа и нашите очекувања за среднорочен период. Втора година поред, макроекономските проекции се објавуваат во време на пандемија и присутна неизвестност во глобални рамки. Здравствената криза резултираше со синхронизирана економска криза, која истовремено ги погоди сите економии во светот, и тоа со интензитет од невидени размери. Во 2020 година глобалниот бруто домашен производ забележа пад од 3,1%, за споредба во 2009 година падот беше само 0,1%, при што само 32 економии во светот остварија раст. Сепак, интензитетот на шокот беше различен по отделни економии, во зависност од структурата на самите економии, фундаментите кои што тие ги имаа во предкризниот период, како и силината и ефективноста на мерките кои ги презедоа носителите на макроекономските политики. Токму, поради силната монетарна и фискална поддршка, Меѓународниот монетарен фонд оценува дека оваа криза, во споредба со кризата 2008-2009 година, нема да остави посилни, долготрајни последици врз економиите и ќе овозможи релативно побрзо закрепнување. Впрочем, минатата година, падот на глобалниот бруто домашен производ беше понизок од првично очекуваниот 3,1 наместо 4,4%, а оваа година глобалната економија закрепнува со солидна стапка на раст од околу 6%. Сепак, со појавата на нови, позаразни и потешки форми на вирусот, а во услови на се уште релативно ниска имунизација, особено во помалку развиените економии, надолните ризици за патеката на глобалниот раст стануваат во оваа фаза на проекции поизразени. Во оваа смисла, за 2021 година Меѓународниот монетарен фонд проектира глобален раст од 5,9%, минимално понизок од априлските проекции, кога очекуваше 6%. Надолната корекција е претсека и развиените економии при очекувања за пролонгирани негативни ефекти од нарушувањата на синџирите на снабдување. За 2022 и 2023 година се предвидува посилен раст во споредба со априлските проекции од 4,9% и 3,6% соодветно. При тоа, и натаму се очекува нееднаква динамика на закрепнувањето. Генерално, побрзо кај брзорастечките земји, а послабо кај развиените земји, меѓутоа мора да потенцирам дека внатре, во рамки на самите групи, има големи разлики. Солидната динамика на закрепнување на побарувачката, а при поизразен застој на производството заради нарушени синџири на снабдување, се проценува дека ќе доведе до нешто повисока глобална инфлација. 2,8% кај развиените економии и 5,5% кај помалку развиените. Главни надолни ризици кои што ги комуницира Меѓународниот монетарен фонд околу ова макроекономско сценарио се следнива: забавен процес на имунизација, појава на нови, попреносливи варијанти, поизразени и подолготрајни нарушувања на синџирите на снабдување, како и позначајно затегнување на меѓународните финансиски пазари. Што значи овој глобален амбиент за странската побарувачка за наши стоки и услуги? По падот на странската побарувачка од околу 5% минатата година, кој што беше сличен како и падот во кризната 2009 година, се очекува закрепнување со раст од 4,1% оваа година и 4,3% наредната година. Ова представува умерена нагорна корекција во однос на април. Нагорната ревизија во 2021 година е одраз на очекувањата за поголем економски раст
кај речиси сите земји, наши позначајни трговски партнери, а најмногу кај Италија, Србија, Грција и Бугарија, додека за 2022 година во најголема мера се должи на очекувањата за поголема економска активност во Германија, раст од 4,4 наместо 3,9%. Што значи овој глобален амбиент за нашите увозни и извозни цени? Раздвижувањето на глобалната економска активност во услови на се уште присутни ограничувања на страна на понудата се одразува на повисок ценовен раст, пред се кај примарните производи. Просечната увезена инфлација се очекува да биде умерено повисока и да изнесува 2,2% оваа година и 2% наредната година, а потоа на тамошно намалување под 2%. Кај нафтата, по силниот пат минатата година се очекува силен раст оваа година, а од наредната година постепено стабилизирање. Слична ценовна динамика се очекува и кај останатите енергенси, храната и кај металите. Општо земено, ова упатува на умерено поголеми притисоци врз инфлацијата и увозот оваа година, но нивно постепено стабилизирање од наредната година, а по поволна ценовна конјунктура за извозот пред се кај металната индустрија. Во овој глобален контекст кој што го елаборирав, сега би се фокусирала на клучните претпоставки за проекциите на македонската економија. Прво, солиден раст на странската побарувачка со позитивни ефекти врз закрепнувањето на извозот, кое што ќе има мултипликативни ефекти врз повеќе сегменти во нашата економија, но и увозни притисоци за оваа и следната година. Задржување на поволните финансиски услови на меѓународните пазари како одраз на стимулативната монетарна политика на централните банки на најразвиените економии кои всушност и ги детерминираат условите на меѓународните финансиски пазари. Понатаму, согласно со фискалната стратегија на Министерството за финансии за периодот 2022-2024 година, се очекува постепена фискална консолидација на среден рок со сведување на буџетскиот дефицит под 3% во 2024 година. Понатаму, постепено засилување на инвестицијскиот циклус, поддржан од приватни и јавни инвестиции во услови на постабилно окружување и намалување на воздржаноста на домашните и странските инвеститори. Како и предпоставката дека поместувањата во енергетскиот сектор, односно растот на цените и промените во домашното производство вградени во проекциите, со очекувања за постепено стабилизирање на состојбите во периодот на проекции. Со оглед на овие клучни предпоставки, сега ќе го презентирам нашето среднорочно макроекономско сценарио. Прво, во однос на бруто домашниот производ. По падот на бруто домашниот производ од 4,5% минатата година, во 2021 година предвидуваме закрепнување на економијата и солиден раст од 3,9%, што е непроменета проекција во однос на април. Всушност, и досегашните остварувања се во согласно со априлските проекции. За првата половина од годината остварен е раст од 5,2%, а проекцијата на Народната банка беше 5,4%. На среден рок се предвидува на тамошно закрепнување, но постепено, умерено, со стапка на раст од околу 4%. Оваа динамика на раст ќе овозможи надоместување на економските загуби од корона кризата и надминување на предпандемиското ниво во текот на 2022 година, а не оваа година, како што впрочем и очекувавме со априлскиот циклус на макроекономски проекции. Во однос на структурата на растот, од каде ќе дојде тој, кои се двигателите? Како и при априлските проекции, се очекува позитивен придонес на речиси сите компоненти на домашната побарувачка, а негативен придонес на нето извозот. Во рамки на домашната побарувачка, прволичната потрошувачка, по падот од 5,4% минатата година,
За оваа година се предвидува постепено закрепнување и раст од 7% и натамошен, но поумерен раст на среден рок од околу 3,5%. Причините за тоа постабилни очекувања, раст на расположливиот доход како резултат на натамошно закрепнување на движењата на пазарот на трудот, солидните приватни трансфери, како и натамошната кредитна поддршка на домаќинствата. Инвестициите. Подлабокиот пад од 10% изминатата година се очекува постепено закрепнување од 7% оваа година и раст од околу 10% на среден рок во услови на очекувани странски директни инвестиции, но и домашни инвестиции од приватен и јавен карактер и раст на корпоративното кредитирање. Во однос на извозот, по падот од 11% минатата година се очекува негово закрепнување на околу 11%, а на среден рок нешто поумерена динамика на раст од околу 7% во услови на закрепнување и раст на странската побарувачка, која што е клучен двигател на растот на извозот, постепено опоравување на извозот на домашните компании со странски капитал, но и позитивен придонес од страна на традиционалниот извозен сектор при поволна ценовна конјунктура на странските пазари. Растот на извозот и домашната побарувачка, кои имаат поголема увозна компонента, ќе доведат и до раст на увозот во просек од околу 9%, со што нето извозот ќе има негативен придонес. Кои се ризиците за ова макроекономско сценарио, за економскиот раст? Ризиците се претежно надолни и поврзани со текот на пандемијата и нарушувањето на глобалните синџири на снабдување, а поврзано и најновиот момент со енергетската криза. Алтернативно сценарио, како и во претходните фази на проекции, така и сега искотвуваме алтернативно сценарио, кој предпоставува помала странска побарувачка и поголема воздржаност од потрошувачка инвестиции на домашните субјекти, кое што очекуваме да резултира со помал раст во просек 1,2% во периодот 2022-2023 се разбира доколку се материализираат овие претпоставки за послаб раст на странската побарувачка. Позитивен ризик околу нашите проекции се можните ефекти од планот за забрзан економски раст, кој што практично не е вграден во оваа фаза на нашите проекции. Проекција на инфлацијата. Оваа динамика на економскиот раст, која што значи постепено враќање на предкризното ниво, односно враќање наредната година, а не оваа, не се очекува да креира поголеми притисоци од страна на побарувачката врз цените. Сепак се прави умерена нагорна ревизија на инфлацијата, како резултат на фактори на страна на понудата, кои се доминантно од глобална природа. Тоа е растот на светските цени на примарните производи, храната, енергенсите и нарушување во глобалните синџири на снабдување. Оттаму за оваа година проектираме дека инфлацијата ќе се задржи на умерено ниво од 3,1% наспроти нашите претходни очекувања од 2,2%. За наредната година проектираме намалување на стапката на инфлација на 2,4%, а потоа одржување околу нашиот историски просек од околу 2%, кое што е слично на очекувањата на меѓународните финансиски институции. Ризиците за инфлацијата главно се поврзани со неизвестноста за светските цени на примарните производи, а пред се енергенсите, како и со подолготрени нарушувања на глобалните синџири на снабдување, кои ја лимитираат понудата на стоки во глобални рамки, што упатува на потреба од будно следење. На овој слайд е прикажана на споредбена основа се прикажани проекциите наши и на меѓународните финансиски институции. Еве би посочила на некои од меѓународните финансиски институции, например Меѓународниот монетарен фонд за растот оваа година проектира 4%, за наредната година 4,2%, Светска банка за оваа година 4,6%, за наредната 3,7%, а нашите очекувања, како што посочив и претходно, се 3,9% за оваа година и 3,9% за наредната година. Во однос на инфлацијата,
Меѓународниот монетарен фонд очекува 3,1, колку што е впрочем и нашата проекција за оваа година, а за наредната година очекува 2,2, нашата проекција е 2,4. Светска банка за оваа година за инфлацијата очекува 2,4%, а за наредната година 2%. Во однос на надворешниот сектор, односно билансот на плаќање, дефицитот на тековната сметка и натаму се очекува да остане во умерени рамки, иако на нешто повисоко ниво од минатата година, 3,8% од бруто домашниот производ, а на среден рок очекуваме постепено намалување и сведување на ниво од околу 2%, кое што е слично на предкризното ниво. Проширувањето на дефицитот за оваа година е пред се одраз на повисокиот трговски дефицит, при пораст на светските цени на храна и енергија, привремен застој кај синџирите за снабдување, кој го успорува нашиот извоз, а во услови на постепено закрепнување на домашната побарувачка. Овие ефекти се во голема мера неутрализирани со побрзото закрепнување на приватните трансфери од тоа што ние го очекувавме, како и подобриот нето извоз на услуги. Дефицитот на тековната сметка, како и во предкризниот период, ќе продолжи да биде во целост финансиран од приливите на финансиската сметка, кои се проценува дека ќе изнесуваат околу 4,5% од бруто домашниот производ, и тоа главно во форма на странски директни инвестиции и надворешно задолжување на државата. На среден рок се очекуваат финансиски приливи во просек од 3,4% од бруто домашниот производ. Со оглед на тоа дека финансиските приливи ќе бидат повисоки од дефицитот на тековната сметка, тие ќе овозможат и на тамошен раст на девизните резерви на среден рок. Оттаму, во текот на целиот период на проекции, показателите за адекватноста на девизните резерви остануваат во сигурна зона и адекватни со монетарната стратегија, а тоа е стратегијата на одржување на стабилен курс на денарот во однос на еврото. Во однос на монетарниот сектор, во текот на првите 3 квартали од оваа година, банкарскиот систем продолжи да обезбедува солидна кредитна поддршка, што помогна во облажување на ефектите од кризата и опоравување на економијата. Ова беше резултат на изградениот капацитет во банкарскиот систем во предкризниот период и стимулативната монетарна политика. Очекуваме да продолжи солидната поддршка од страна на банките кон компаниите и граѓаните при проектиран кредитен раст од 7,1% за оваа година, со постепено забрзување на среден рок, но умерено до околу 8%. Овие проекции се слични како и нашите априлски проекции. Кредитниот раст, како и досега, ќе биде поддржан од солидниот депозитен раст, кој што всушност е главниот извор на финансирање на кредитната активност на банките. Согласно со оцените за постепено стабилизирање на амбиентот и опоравување на економската активност, како и на тамошна склоност за штедење во банки, се очекува годишен раст на депозитите од 7,1% за оваа година и умерено забрзување до околу 8% на среден рок, повторно слично како и со априлските проекции. Резимирано, во согласно со заздравувањето на економиите на нашите трговски партнери, а во отсуство на поголеми домашни рестриктивни мерки, очекуваме годинава да продолжи заздравувањето на домашната економија со стапка на раст од 3,9%, а потоа на среден рок умерено да забрза, кое што е всушност идентично со очекувањата при априлските проекции. Заздравувањето на економијата ќе биде поддржано и од солидната кредитна активност на банкарскиот сектор. Во услови на раст на светските цени на примарните производи, а значајна увозна зависност на нашата економија, правиме умерена нагорна ревизија и на проекцијата на инфлацијата, а на среден рок очекуваме да се движи околу историскиот просек од 2%, како што всушност очекуваат и меѓународните финансиски институции. Повисоките увозни цени на примарните производи
ќе придонесат и за нешто повисок дефицит на тековната сметка, кој што во целост ќе биде финансиран преку финансиските приливи, со што девизните резерви ќе продолжат да растат и да се одржуваат на адекватно ниво во функција на поддршка на стабилноста на девизниот курс. Ризиците за проекциите се оценуваат како претежно надолни и се речиси целосно поврзани со пандемијата и успорувањето на синџирите на снабдување. Народната банка во континуитет води олабавена монетарна политика, со што основната каматна стапка засега се одржува на историски најниско ниво. Народната банка и во следниот период ќе продолжи внимателно да ги следи движењата и ризиците, како и промените во домашните и надворешните услови и соодветно ќе ја приспособува монетарната политика.